Полека, но сигурно сите ја прифаќаме енергетската транзиција и таа е реалност, колку сакале ние да веруваме во тоа или не. Уште подобро е колку побрзо се научиме да го прифаќаме тоа, веројатно ќе живееме и подобро. Но, знаете ли што се просумери? Не знаев ни јас, се додека не ја запознав мојата денешна гостинка, Марија Штериова, координаторка за енергетски проекти во Екосвест. Марија, добар ден и добре дојдовте. Добар ден, ви благодарам за поканата и се надевам на идни можни вакви гостувања каде што ќе можеме да говориме на оваа тематика. Со ваквите разговори практично вршите и едукација на населението, бидејќи не секој точно знае кога станува збор за вакви стручни работи за што ќе зборуваме. А ќе зборуваме на многу едноставна тема, иако има едно звучно име. Што се просумери? Така, просумер или потрошувач-производител представува физичко или правно лице кое што има изградено објект за производство на електрична енергија, како што е, например, како што се фотоволтаичните електрани, при што оваа произведена електрична енергија ја користи за сопствени потреби. Во моменти кога самото производство на електрична енергија ја надминува сопствената потрошувачка, тогаш овој вишок на електрична енергија се предава во електродистрибутивната мрежа. Значи, просумери можат да бидат не само, да речеме, големи објекти кои што си произведуваат електрична енергија за своите потреби, зборувам за фабрики, така, компании, туку можат да бидат и граѓаните. Така. Како се станува просумер? Па, просумер се станува многу едноставно, така што треба се следат сите информации, да ги имаме сите информации и потребни ресурси, каде што самите граѓани ќе бидат информирани околу тоа, при што ќе знаат како да ги превземат следствените чекори, но информирањето е многу важно. Какви конкретни олеснувања и поедноставувања на процедурата за поставување на фотоволтаични електрани донесе измената на Законот за градење од 22 година и како тие влијаат на процесот на инсталирање во системите во Македонија? Со указот за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за градење од 20 октомври 2022 година, овој процес се поедностави на инсталирање на фотоволтаичните електрани. Сега граѓаните и компаниите можат да поставуваат фотоволтаични електрани. Тоа за физички лица е со капацитет до 6 киловати, додека за компаниите капацитетот е до 40 киловати, при што сега не треба да чекаат одобрение, да бараат одобрение од единицата за локална самоуправа, односно општината, туку доволно е само да ја известат општината со приложување на основна документација, а тоа за правните лица е извод од централен регистар, а за физичките лица тоа е имотен лист на објектот на кој што се поставува фотоволтаичната електрана, лична карта, како и за двете категории тоа е основниот проект. Кои се клучните предности на граѓаните кои што сакаат да станат просумери и дали тоа значи дека ќе имаат помали сметки за струја? Како што претходно споменав, значи главната предност на просумерите е тоа што тие произведуваат и користат сопствена енергија, а со самото тоа влијаат и врз намалување на сметките за електрична енергија и дополнителни заштеди. Исто така, ако се искористат и достапните субвенции кои се на располагање, тогаш може самата инвестиција во обновливи извори да биде поисплатлива. Споминавте дека доколку не ја потрошат електричната енергија која што ќе ја произведат, можат да ја вратат назад во системот. Како? Да, значи тоа е регулирано согласно правилникот за обновливи извори на енергија, односно начинот на предавање на овие вишоци во електродистрибутивната мрежа. Тоа е регулирано согласно рамка на пресметковен период, кој трае од 6 месеци. Првиот пресметковен период е од јануари до јуни, додека вториот пресметковен период е од јули до декември. И сега, колкава е ефикасноста на овие фотоволтаични панели и искористувањето на сончевиот потенцијал во земјава, кои се најважните фактори што граѓаните треба да ги разгледаат при изборот на поставување на еден ваков систем? Ефикасноста на сончевите панели покажува колку
процент од сончевата енергија може да се претвори во електрична енергија и тоа зависи од типот на панелот како и производителот. Овој процент се движи во опсек од 15 до 24%, додека граѓаните треба да ги земат во предвид следниве неколку фактори, тоа е ориентација на поставување на самите фотоволтаични панели, типот на панелите, квалитетот на опремата, односно инверторот и панелот, како и најважно тоа е правилно димензионирање на самиот фотоволтаичен систем. Најдобро би било граѓаните да се консултираат со експерти како би го направиле правилниот избор и оптимизирале самата инвестиција. Постојат ли некакви предизвици, административни пречки, можеби, со кои што граѓаните се уште се соочуваат? Да, постојат административни и технички предизвици во однос на приклучување на фотоволтаичната електрана на мрежа. Тоа е поради тоа што нема слободни капацитети во одредени региони во земјава на напојните трансформаторски станици, така што приклучувањето на фотоволтаичната електрана е ограничено. Друго исто така се разликува од општина до општина во однос на самите административни процедури, како и временски рокови, така што може самиот процес да биде забавен. Ги спомнавте општините, колку градоначалниците може да придонесат за зголемување на бројот на просумери во нивната општина и со оглед на тоа што ова е изборна година, можат ли да влијаат, да речеме, да се зголеми бројот на просумери во нивната општина? Овој тренд е широко поддржан и прифатен од сите, така што во иднина ќе биде растички тренд и позитивно ќе влијае на сите, особено на граѓаните. Така што сметам дека треба да има што поголема информираност, како и финансиски поддршки и стимулативни политики. И каде можат да се најдат повеќе информации, доколку, да речеме, јас сакам да станам просумер? За сите граѓани, како и за сите заинтересирани страни, кои сакат да се вклучат во оваа иницијатива на просумерство, тие може да најдат достапни информации и ресурси на ново развиениот интернет портал prosumer.mk, кој е развиен од страна на Екосвест, и тоа е се со цел да ги спроведе граѓаните и сите заинтересирани во однос на правните процедури, која е потребната опрема, каков е процесот, како функционира фотоволтаичната електрана и така натаму. Марија, јас мислам дека како за вовед во тоа што значи просумерство, им дадовме доволно информации на граѓаните, на гледачите. Ви благодарам за тоа што одвоивте време и бевте дел од нашата емисија. Ова беше Марија Штериова, координаторка за енергетски проекти во Екосвест. Ќе се видиме во некоја следна прилика. Ви благодарам.